Во овој дел од рибарското село е представено на колното живеалиште, каде што нашите предци ловеле риба, и ова го направивме со помош на проектот на ГЕФ. Ова е рибарско помагало кој се вика намет. Составено е од гранки, од фоја и зимзелени дрвја, и во тие гранки се ставаат од прилика меѓу пола метра и метро во заветрено место. Постојат уште во Мала Преспа Албанија вакви средства. Поради неколку причини рибата во есента и во зимата доаѓа под наметот. Поради мирисот на зимзелените, поради топлината, поради заштита од птиците да не иде да е уловена, рибата создава свој гнезда внатре. Од прилика на ова место околу 700 до 1 тон се собирало. 2 дена во годината, еднаш крајот на есента и еднаш во февруари, рибарите влегуваат на гранките, удираат со колови, рибата е преплашена, а пред тоа го заградуваат, многу вешти биле, плетеле трска и го заградуваат просторот со овој круг, со ова барикада. Рибата, кога е уплашена, прави еден круг околу трската и преоѓа во најмал отвор, каде што е заробена, бидејќи таа не памти. А отворот е полукружен. Целата стратегија на нашите предци е полукружниот отвор мал, на кој што рибата кога влегува, заборава да излези. На тој начин таа е уловена и по потреба носена на пазарите. Таму имаме еден голубарник или каде што нашите одгледувале птици. Ако било семејство, може да е патки, гулаби, зависи од афинитетот на домакините. Ова е еден старински чамец, составен од 2 моноксили, како помошно помагало за ловење на риби. Значи, после воспоставеното партнерство меѓу Сдруженијето на граѓани и Музичка младина и Спортското риболовно друштво Пеликан во проектот финансиран од ГЕФ Малите грантови програмата, Спортското риболовно друштво заедно повторно во партнерство со Музичка младина, со концесионерот, работеше проект во рамките на програмата за мали грантови на проектот Преспа парк, интегрално управување со базенот на Преспанското езеро во 3 држави, со наслов воспоставување на партнерство за управување со природните поделишта на крапот во Преспанското езеро. Во рамките на тој проект се направи неколку активности. Првата активност беше да се испита состојбата со природните поделишта на крапот, значи нивно географско мапирање, квалитетот на водата, преку испитување во Републички завод за здравствена заштита, пробни риболови со кои се испита каква е количината на риба во тие природни поделишта и на крајот се направија и мапи на тие природни поделишта. Во исто време се направија и неколку обуки со стопанските риболовци кои се наоѓаат во делот на Преспанското езеро, во делот на Македонија, на кои на овие обуки беше целта да се подигне свеста на рибарите колку е битна заштитата на тие природни поделишта, посебно во периодот на мрестење на крапот. Значителен дел од средствата кои ги добивме од ГЕФ $11,000 и нашите $5,500 отидоа за набавка и одгледување на калифорнијски црви, кое што е битно за нашата одржливост. Со нив правиме прихрана на рибите пред порибувањето и втората работа што е многу битна, го уредуваме локалитетот рибарско село со ова биоѓубриво.
одгледуваме биоградина, така што ја зголемуваме нашата одржливост. Црвите се вистински Херкул, прават најквалитетно биоѓубриво, одгледуваме тука јагоди, малини, градинарски растенија, така што го збогатуваме ликот на нашиот локалитет, а исто така се најдобра посласлица за рибите, за прихрана. Сојузот на Сдружение на граѓани Коалиција за перспективна Преспа е формирана со здружување на Сдружение на граѓани од општина Ресен со цел успешна реализација на проекти од прекограничниот проект Преспа парк и проекти за развој на општина Ресен. Членките на невладините организации, односно членките на Коалицијата за перспективна Преспа, ги здружија своите ресурси и покажаа дека имаат капацитети за да реализираат проекти во нашата општина. Проектот активно вклучување на учениците од основните училишта во Преспа во собирање, селектирање и рециклирање на пластика е проект поддржан од програмата за мали грантови на Преспа парк, проектот, а реплициран проект на невладината организација Планетум, кој беше поддржан од програмата за мали грантови на ГЕФ проектот. Со овој проект ние успеавме да обезбедиме 5 контејнери специјални за собирање на пластика, кои беа поделени во 5 основни училишта во општина Ресен. Учениците преку едукација ги стимулиравме и ја подигнавме нивната свест да тие ги ја собираат 5 амбалажата, односно пластичните шишиња, ги носат од дома и ги собираат во контејнерите, а подоцна јавното комунално предпријатие Пролетер ја подига пластиката и за тоа му плаќа средства, финансиски средства на училиштата за нивните потреби. Што значи дека со овој проект ја постигнавме целта, затоа што најмладите успеавме да ги убедиме дека пластиката можеме да ја користиме и понатаму, дека треба да ја собираме и рециклираме. И успешноста во тоа е што нас искуствата ни ги пренесоа нашите колеги од невладината организација Планетум, ни покажаа како можеме сето тоа да го постигнеме. Направивме конкурси за литературни и ликовни за децата, односно учениците од основните училишта. Имавме обуки, исто така најдобриот ликовен конкурс на ученик од основното училиште Мите Богоевски. Неговиот цртеж беше идејно решение за плакатот на овој проект.